Европската Унија и Канада лансираа контрамерки на политиката на Трамп и се свртеа кон Индија и Кина. Според новиот трговски договор постигнат меѓу Брисел и Нју Делхи, царините на одредени автомобили кои од стариот континент се увезуваат во Индија ќе се намалат од сега драстичните 110%, најпрво на 40%, а подоцна и на 10%. Иако ова се однесува само на поевтините возила, ограничени со квота од 250.000 единици годишно, иницијативата беше поздравена од европската автоиндустрија, посебно германската. Ке се намалуваат и царините на автоделовите, кои после 5 до 10 години треба целосно да се укинат. Канадските власти пак ги скратија царините за кинеските електрични возила од 100 на 6,1%, пошто автокомпаниите од далечниот исток преку дипломатски канали веднаш сигнализираа дека се подготвени да стартуваат со локално производство. Ваквата навидум спротивставена реакција се должи на ограничувањата на увоз до 49.000 возила годишно, од кои барем половината не поскапи од $35.000. Реакцијата на Вашингтон беше очекувана. Трамп повторно се закани со нови царини за Европа и Канада.